Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Кризата нема да се реши со изборите, меѓутоа факт е дека тие ќе бидат еден сериозен исчекор додека се заврши како што е планирано и очекувано, без некои големи проблеми на самите избори и прифаќање на резултатите по нив. Значи, ќе биде голем исчекор, меѓутоа кризата останува. Јас дори се плашам во одредени ситуации таа може да се предлабочи, бидејќи ако дојдеме во ситуација да биде тешко да се формира влада, што ми се чини и целта на меѓународниот фактор кој има клучна улога во сиве наши биднување последниве години, последни 25 години, значи може да се случи и одредено продлабочување, не дај Боже, на кризата, бидејќи тогаш ќе дојдат до израз оние сите спротивставености кои веќе се најавени од една страна од опозицијата, која така заговара работи за кои ќе дискутираме денеска, кои се апсолутно против оние основни, фундаментални, стратегиски и историски интереси на овој народ, на оваа држава. Од кој аспект мислите дека ќе има продлочување на кризата, неформирање влада? Да. Значи имаме, како што реков, од една страна странскиот фактор и од друга страна значи една страна домашниот фактор кој заговара работи кои се неприфатливи, од друга страна странскиот фактор кој ќе направи се и прави се веќе 2,5 години за да дефинитивно Македонија капитулира и го промени името. Значи имаме една иста цел која 25 години е на маса по распад од Југославија, тоа е прекрстување на државата и раземитување на македонскиот народ, и сега доаѓа до целосен израз таа двојна офанзива од надвор за прекрстување, и се јавилам ќе направат се да не прекрстат, затоа беше поручен Обама и во Атина. И од друга страна го имаме внатрешниот фактор кој иде на федерализација, бара консензуалност и слични работи кои де факто треба да не фрлат на колена, и ако дојде, не дај Боже, до таква ситуација по изборите, ако победата на сегашната владечка партија која е очекувана биде недоволна да се формира една стабилна влада, мисли дека многу лесно ќе биде во подлабока криза. Мислите дека она реторика на лидерот на опозицијата Зоран Заев околу федерализација, околу двојазичност, околу сите оние прашања кои што ги отвори овој период, се во насока на јакнење на позициите на ДУИ, со оглед на тоа дека веќе Демократската унија на албанците како логичен победник во албанскиот блок и веројатно еден очекуван, не логично очекуван, да видиме дали ќе биде. Па добро, според анкетите се зборам од она што покажуваат анкетите. Веројатно тоа би бил партијата која би требало да односно да преговара за формирање на влада. Тие веќе испорачаа некои барања кои што се идентични на она што го бара Зоран Заев. Мислите дека тоа е можност за продлабочување тука во оваа основа на таа криза и ослабување на позициите на ВМРО ДПМН како очекувани логичен победник според анкетите? Точно, видите, мислам дека бомбите имаа за цел, јас викам бомбите под наводници кои беа петарди, имаа за цел да ја променат оваа власт. Бомбите не се резултат на наши некакви и прислушување и све, без оглед кој стои за тоа и кој ги направи, дали формално во нашата МВР или имало и од надвор податоци, што мислам дека сигурно било случај. Значи, основната цел на тие бомби беше да се дојде промена на власт. Разбирате, оваа власт се покажа не спремна да го витка работот, затоа што името е клучот на се што се случува 25 години, и таа е поради тоа неприфатлива и треба да се промени. Бомбите не успеева. Значи, не го променија расположението на гласачкото тело. И кога се свати тоа, тие, значи, странскиот фактор, велам, се менеджер на сето ова и војната 2001 година, се Соединените американски држави, да биде потполно председник. Чадорот, не е некој замислен и фиктивен, да речем, противник наши душман, него тоа се стои Вашингтон за Чадорот. Значи, се обидува да направат се, не успеева. Кај нив прагматизмот победува и веднаш стапи на се на планот Б. Планот Б е да, ако веќе победи ова коалиција, односно владеачка партија, да незината победа биде пирова, да биде што мала и да не може да создаде влада. Во таква ситуација кој би создал влада? Чекајте,
тие сега рамки е делувањето, аз го гледам барем, делувањето на опозицијата. Ова што го зборуваат и за двојазичноста и за федерализацијата, иако велат нема федерализација, све што предлагате де факто федерализација. Вие не можете да го речете тоа федерализација, али чековите го ги правите во таа насока и тоа не е спорно. Значи, јас сум уверен дека е тоа набарање на странскиот фактор, за да се зајакнат албанските политички субјекти во држава, да го барат невозможното после изборите. Тоа е една од причините зашто така настапува Заев. Втората причина е веројатно свеста дека не може да ги добие изборите, тоа е крај на неговата политичка кариера, неизбежен. И сега во очај, он сега смета, после мене потоп. Ако јас веќе испаднам и ако не успеам и мојата партија заедно со него, тогаш нека пропадне Македонија. Тоа е вториот дел од зашто он така настапува. И третиот дел зашто он така оди е во смисла на да го руши противникот. Значи, ова првото беше директно последици за државата, а сега третото е последици на партијата која очигледно има поголемо влијание, поголема поддршка во јавноста и во избирачкото тело и да им ги врзе раците. Значи, да, ќе победите вие, ама ќе видите, албанците ќе ги поставуваат сите овие услови кои јас ги ставив на маса, кои де факто ги артикулираат албанските партии, и секој редефинирање на оваа држава, што го бара отворено беса, например, што е антиуставно, или што го бара дуи и консензуалноста, и етнички буџет, и не знам што се друго, се тоа федерални категории, или самото на веќе некаква пракса жалосна да победничката партија во албанскиот блок и победничката македонскиот блок формираат влада. Тоа е све се делови на еден федерализам. И да го завршиме овој дел со констатацијата што е федерализмот. Федерализмот значи формирање, значи две држави, формирање на трета балканска држава во регионот, значи тоа значи нови граници во Македонија, тоа значи дводомен парламент, значи све нешто го рековме, консензуалност и се, и разликата меѓу унитарниот карактер кој сега стои, кој е основата на Охридскиот рамковен договор, единствена позитивна категорија за македонскиот народ во ОРАДА, Охридскиот рамковен договор, беше тој унитарен карактер на државата, значи сепак останува македонскиот народ како носител на таа државност, како најброен, меѓутоа сега во меѓувреме се прави свет тај унитарен карактер да се сруши и да дојде до федерализација. Единствена разлика меѓу унитарниот карактер и федерализацијата, односно правата кои го живеат албанците, е правото на отцепување. Круг со Марјан Николовски на радио Слободна Македонија.